Денеска е Тримери, празник посветен на армасаните девојки. Свекрвите на новопечените снаи нудат посна трпеза со бел граф, сарми, посна погача, така наречена чурек, алва и овошје, а се пие и боза. По тој повод, распеаните струмичани и ансамблот денеска во просториите на Домот на културата пееја песни со еротска содржина, а на понуда беше и вкусната и посна тримерска трпеза. Зборот Тримери значи тридневен пост и се верува дека снаата успеала да пости сите 3 дена, па нејзината свекрва од голема благодарност ги поканила најблиските на посен ручек, а тие носеле дарови. Во куќата на невестата се пеат еротски песни како би се запознале младите со идниот брачен живот, а вечерта пред Тримери во вторник вереникот заедно со група луѓе става маски и одат во домовите на армасаните девојки. Комуникацијата била строго забранета, а посетата била проследена со еротски елементи. Свекрвата, заедно со своји поканети гостинки жени, оди кај армасаната, значи вереницата на нејзиниот син, да ја почести својата сна заради истрајноста од тридневното постење. Софрата, трпезата, изобилува со постни јадења. Сарма посна, направена од ореви и ориз, со посебни зачини, зерде, тоа е посебен блага посластица, со вода, правено ориз со вода, боза, погача, ние ја викаме чурек, направена од секаков емиш. Жените кои што овде доаѓаат носат поклони за идната невеста, се пеат еротски песни, без разлика што некогашните сини, тоа биле бакарни големи посади, полни со дарови и емиш покриени со преубави од белтес наметки, се заменети сега со многу украсени поклони, сепак во себе ја содржат вековната традиција на Струмица. Вторникот вечерта, вереникот со своји другари, со музика, сите маскирани, одат во домот на невестата. И сега, која е поентата? Поентата е вереницата да го препознае вереникот. Обично машките се преоблечени во девојки, се со цел да се прекрие трагот на вереникот. Колку побрзо го препознае, толку побрзо нивната брачна среќа, хармонија и плодност се верувало дека би била реализирана. Последниве неколку години тримерските обичаи во струмичките домови се повеќе ретко случување. Па со цел зачувување на вековната традиција на градот, од особена важност е таа да се прикаже и пренесе и на идните генерации. Урбаното живење направи да имаме големи куќи, ама тесни срца за жал. Насекаде има преубави домови, богати, со широки простории, ама дали од фактот вработени сме, немаме време, макар да не е оправдување, сите одат кон комерцијално во ресторани тоа да се прави. Не би сакала да навлегувам во тоа дали е исправно или не. Јас лично сметам дека домот е местото каде што тие традиции треба да продолжат. Ако македонскиот народ, македонската самобитност не се сочувува преку овие традиции, тогаш што ќе остави белег за идните генерации? Значи, се тоа што значи корен на еден народ е во традициите. Тримерските обичаи се во тесна релација со струмичкиот карневал. И со нивното одбележување официјално се затвораат карневалските случувања во Струмица.